Сега гледам на телефонот, бидејќи денеска според најавите треба да функционира вакцинација МК и во овој момент добро дојдовте на ред. Благодариме за трпението. Вашето време на чекање е 1 минута. Министерство за здравство. Да, во некои се случуваат некои промени, бидејќи сега би се појави наскоро, значи вакцинација МК. Лично јас сакам да поднесам барање за вакцинирање. Ќе гледаме, ќе пратиме во текот на денот, такви се најавите. Владимир Тевчев би требало да го имам на линковска линија. Тој е со неговата гостинка, доктор Лилија Чолакова Дервишова. Тевчев, вакцинацијата топ тема, ќе оди преку матичните лекари, мој термин и ова што јас сега го гледам на вакцинација МК. Меѓутоа се уште пишува наскоро, повели. Мишко, истото и јас пред 5 минути го направив, се обидов да влезам на сајтот вакцинација.мк и предпоставувам дека и на вакцинација COVID-19 вакцинација.мк е истиот сајт. И јас се понадевав дека ќе успеам да дојдам до термин кога ми се појави дека сум ставен на листа на чекање од 1 минута. Меѓутоа потоа ми се појави порака наскоро, што значи дека сајтот се уште не профункционирал, меѓутоа додека не профункционира, ние и понатаму ќе разговараме околу тоа како ќе оди процесот на закажување на вакцинацијата за вакцините кои исто така се уште не се стигнати. Тоа треба да се случи некаде во крајот на февруари. Утро моја гостинка е председателката на Сдруженијето на матичните лекари, односно на приватните лекари на Македонија, доктор Лилија Чолакова Дервишова. Докторке, добро утро. Како ќе оди? Вие предпоставувам дека сте едно од најупатените. Како ќе оди закажувањето за вакцинацијата? Да, прво би сакала да кажам да писмено никој не контактирал, заради тоа што нели треба да има некаков допис за околу било какви реформи за да биде тоа официјално од страна на Министерството за здравство. Второ, ние нашиот став го изразивме преку медиумите да едноставно неприфатливо е дополнителни активности да прават матичните доктори, не смееме да го рушиме примарното здравство, кое што се состои од превентива и куратива. Така да Како би се нарушило примарното здравство со вклучувањето на лекарите во имунизација? Гледајќи ги бројките кои што ги имаме на возрастни пациенти, бидејќи Македонија старе и бројката кај матичните доктори е најголема на возрастни пациенти, поготово на оние кои што се над 65 години. Еден матичен доктор треба да лекува, да прегледува, да советува, значи сега скенира документи, праќа, закажува термини, за ПСР закажува. Едноставно цело време сме на телефон. Времето за да ги погледнеме пациентите и каква е нивната кожа или тенот, едноставно се намалува тоа време. И тоа едноставно ќе резултира со намалување на добра дијагноза, значи правење пропусти и сето. Повторно ќе кажам, не смееме да го рушиме примарното здравство. Да се вратиме на што го кажавте претходно, рековте не сте запознати, не сте информирани досега, иако од денеска почнува пријавувањето, како е можно матичните лекари да не знаат како ќе бидат вклучени во пријавувањето? Нашиот став, повторно ќе кажам, беше да сето тоа да се инсталира програмата Мој термин во вакциналните пунктови и заради тоа што сметам дека не треба да се руши тој дел или тој сектор од здравството, додека да се остават матичните доктори да си ја работат својата работа, заради тоа што и до сега докажавме дека имаме капацитет да направиме да немаме блокирани болници. Повторно ќе го кажам моментот да ние не сме телефонски секретарки, ниту ние, ниту медицинските сестри. Сметам дека треба да си ја работиме, да имаме време и не треба револтот за лоша организација во дадени моменти пациентите да го изразуваат кај нас. Бидејќи веќе наведам еден момент, се случи пациентка која што 30 години ја лекуваме, бидејќи немавме термин да ја обезбедиме за вакцинирање за од грип, вели ако не ми обезбедите, јас ќе си ги земам картоните. А сето тоа се должи на лоша организација заради тоа што некој прави голема реклама, медиумски се оди многу јако со рекламирање на вакцини, дали за грип, дали за сезонски, дали за ковид, од позади организацијски е многу слабо. Значи има малку термини, а побарувачката секогаш била поголема. И сега веќе имаме пензионери кои што истите се вакцинираа од грип, сега бараат да се вакцинираат и за корона. Така да сметам е веден апел Министерството за здравство да упати кои се критериумите, колку треба да има разлика од една вакцина до друга вакцина, нели има ли некои последици тоа, значи тоа се стручности каде што одредени институции треба да ги достават како допис за да знаеме да не направиме грешка. Ќе позборуваме малку подоцна околу квалитетот, односно дали вакцината е опасна или не е, она тема која во последно време постојано се врти, но сакам сега да се задржиме на ова.
Синоќа во една телевизиска емисија представничката на Мој термин Жаклина Чагоровска потенцираше дека е изготвен национален план во кој точно се напишани правилата како се дефинирани групите на граѓани кои се вакцинираат, кои ќе се вакцинираат и тоа ќе оди преку системот Мој термин. Системот Мој термин има пристап до него секој граѓанин, меѓутоа пристапот до закажувањето го имате вие лекарите. Вие сте исто така споменати како матични лекари, како оние кои ќе ги препорачуваат, односно ќе ги имаат увидите на коморбидитетите на вашите пациенти. Повторно ќе ве прашам, зачудува ова што воопшто велите дека немате никаква информација? Повторно ќе кажам, службено и официјално никој не контактирал, значи информации од медиуми не се официјални информации, тоа така секогаш се работело. 350 диагнози веќе биле утврдени за кои се ставени на таа листа. Мој термин секогаш има добра база на податоци, заради тоа што сите ја полниме. Сите ние матични внесуваме шифри, диагнози на сите пациенти, но повторно ќе кажам, нема нешто софтверски што не може да се изведе. Уште еднаш ќе апелирам до Министерството за здравство и до Мој термин, ќе замолам, нели, оваа апликација да се инсталира во пунктовите за вакцинации, да не го рушиме тој дел од здравството, а матичните доктори да си ја работат својата работа, бидејќи не е само корона. Сакате да кажете дека вакциналните пунктови во моментов, освен услугата за давање на вакцина, односно за пуштање на вакцина, немаат никакви други обврски, би можело да си ја преземат оваа функција, ова задача, ова заложение? Сметам дека е најкоректно тоа, со давање на юзернейм, пасворд, одреден пристап до одредени информации, секој може да пристапи. Сметам дека капацитет има Мој термин, има одлични програмери таму и ако сите се почитуваме еднакво и рамноправно, сметам дека така би било најдобро. Ќе имаме задоволни матични доктори кои што ќе останат и ќе си ја работат остатокот од работата, која што нели не е само телефонски јавување информации и скенирање документи, туку лекување, третирање на пациенти. Така да, уште еднаш апел до Министерство за здравство, апликацијата да се инсталира во вакциналните пунктови. Доктор Чолокова Даришева, вие пред неколку дена исто овој став на социјалните мрежи го истакнавте на вашиот Facebook профил и напишавте, освен тоа што барате ова што го кажате сега и дека не сакате да изиграте телефонски секретарки, дека ова операција може едноставно да се изведе со закажување како кај личните карти и пасошите. Можно ли е тоа? Знаете како, не треба да измислуваме топла вода. Значи, добро е нешто што е добро во нашето соседство да прифатиме. Во една Србија воопшто не се тангирани матичните доктори, туку електронски оди пријавувањето. Еве има многу граѓани кои што нели имаат роднини, пријатели, електронски се пријави и отидоа да се вакцинираат веќе во нашата соседна држава, така да повторно ќе кажам, ако се сака, се може се да се направи, нема нешто софтверски што не може да се направи. Сметам дека пациентите, оние кои што се возрастни, ако имаат помлади, ако не било кој ќе им помогне, нели за да можат да се пријават или да биде како за лични карти. Да отиде да се пријави, да се јави дека сака термин и таму да му се земе анамнеза во самиот пункт. Так, од друга страна, здравствените власти велат се работи за здравствена услуга, секое закажување во позадина произведува документ кој се вика УПАТ, евидентираме кој го закажува, за кого е, со каква диагноза е. Тоа го евидентираме за да може таа евиденција да ја користиме за подобрување на здравствениот систем и затоа велат дека не може да биде ова закажување како закажувањето за пасоши или за лични карти. Знаете, повторно ќе кажам, многу е лошо кога некои работи се прават без да не контактираат или без да не стават во некоја работна група пред свршен чин. Ќе кажам дека не е во ред, значи нека дојде секој, нека повели еве било кој ден во нашите амбуланти и ќе види колкав е обемот на работа, колку многу услуги се даваат, а тоа Мој термин одлично го знаат од бројките, заради тоа што ги имаат сите бројки и вие еве како новинари може да прашате колкав е обемот на работа во секоја амбуланта, колку прегледи се направени, колку инекции се внесени, колку упати се издадени, колку луѓе на боловање се пратени, колку се отворени, затворени, колку се закажани за ПСР, колку се упатени за нега. Значи тоа е толку обемна административна работа што ние, значи од 8 до 8 не ни стига времето за да ја завршиме. Дел од граѓаните во оваа пандемија ги обвинува матичните лекари дека премногу се затвориле во своите ординации, дека не примале пациенти, дека само на телефон разговарале со нив. Точно ли е тоа? Гледате, тоа ако би биле пациенти, така изгледа од страна гледано, но стоење на телефон или разговарање и закажување на пациенти, електронски печатење, примање порачки, значи сето тоа функционира. Тие истите пациенти се секогаш услужени електронски, но уште еднаш би напоменала да препораките на оваа влада беа, значи јавете се телефонски кај вашиот матичен лекар, така да не сме никој да ги обвинува матичните заради тоа што тоа беа препораки на влада,
а нормално ние ги почитувавме како сите други препораки кои што ги давала било која влада. Здравствените работници се меѓу приоритетните групи за вакцинирање. Колку што знам, докторке, вие го прележавте вирусот. Да. Предпоставувам дека заради тоа не би сакале, нема да се вакцинирате. Не. Јас сум секој ден во контакт со моите пациенти. Повторно ќе кажам дека сите ковид пациенти кои што беа на домашно лекување позитивни, редовно ги повикував на контрола, редовно ги преслушував, ги следев, ги упатував. Дали ви се вакцинирале доколку го немавте прележено вирус? Не. Зошто е? Вие сте лекар, не верувате ли во вакцината? Никогаш не се вакцинирам, значи ни за сезонски, за ништо, заради тоа што сметам дека имунитетот ми е се уште добар, така да нема ништо појако од човековото здравје и човековиот имунитет, така да за сега сметам дека немам потреба, ќе оставам, заради тоа што и така ќе биде мал бројот на вакцини кои што ќе се набави во државата, сигурно ќе има голема побарувачка, ние како држава имаме огромен број на хроничари кои што се со дијабет, со други заболувања, така да им препорачувате на тие луѓе што се со коморбидитет да се вакцинираат? Повторно ќе кажам, значи секој треба да види има алергија, нема алергија, која вакцина ќе ја прими, значи многу е битно Министерството за здравство да каже тие вакцини кои лица можат да ги примат, кои не смеат, заради тоа што колку што знам за едната вакцина, луѓе кои што се алергични на протеини и на некои други алергиски реакции кои што пројавуваат, дека и не смеат да ги примат. Така да сметам дека Министерството за здравство треба да даде многу одговори, да прати до нас и допис за растојанието од една вакцина за грип и вакцина. Ми рековте дека не го да, знаете. исто, например, матичните доктори прашуваат од пациенти кои што се вакцинирале за грип, сега дали смеат и во колкаво растојание смеат да ја примат другата вакцина, дали има контраиндикации некакви, така да имаме повеќе прашања, добро би било да се видиме, но пошто преку медиуми вака комуницираме, така да си воопшто се немате ни контактирано со некој од Министерството на оваа тема, не се слушате? Немаат викнато за да ни кажат. Да ни кажат. Секогаш сме биле порано контактирани, сега околу оваа проблематика не се случило да има средба за некој да ни информира дека сето тоа ќе биде преку нас, како ќе биде, како ќе изгледа. Секогаш порано знае, мој термин сме ги работеле заедно сите проекти и сме биле дел од тимовите кои што се прави промена, реформа, се воведуваат промени за упатувања. Значи изминативе години сме направиле многу заеднички промени во здравствениот систем, но овој пат не сме биле повикани како представници на приватното здравство. Јас би имал толку прилика, Мишко би го прашал. Мишко, дали имаш ти некои прашања од студио до докторката? Јас искрено проверувам постојано на сајтот, повторно ми се појави за и околу ова вакцинација МК и COVID-19 вакцинација МК. Сакаш да бидеш меѓу првите кои ќе се пријават? Па за разлика од Дервишова, јас сакам да бидам сега не меѓу првите, бидејќи ќе има редослед на, како велат, на хронично болни и на здравствени работници кои што ќе бидат првите кои што ќе влезат во тој список на вакцинирање, меѓутоа сакам ќе се вакцинирам, тоа е повеќе од сигурно и сега се согласувам можеби и овде уште малку да прочитаме околу тоа што како дали има евентуално нус појави вакцинацијата. Од оно што разбрав дека досега матичните лекари немаат некаква комуникација или никаква комуникација со било кого од Министерството, Дека досега никој не ги контактирал. Никој не ги контактирал и што доколку ме интересира што доколку дојде граѓанин и да си закаже, сакам да се вакцинирам. Доколку дојде кај госпоѓа Дервишева, нејзин пациент, сакам да се вакцинирам. Што ќе му препорача таа? Каде ќе го упати? Прашање од студио, што доколку пациент дојде во вашата ординација и каже сакам да закажам, сакам да се вакцинирам, каде ќе го упатите? Ние и сега ги ставаме на список, кажав претходно во мојата изјава, да имаме пациенти кои што веќе се вакцинирале од претходниот грип и сега сакаат да се вакцинираат за корона, против корона, така да ставаме на списоци како за се друго што за термини кои што чекаат, за неги, за се, правиме посебни списоци за едно, посебни списоци за друго, така да ако нешто добиеме некакви информација каде и се, ќе го активираме списокот. Меѓутоа рековте дека има многу пациенти кои и не ви веруваат во ова, мислат дека ги лажете, па ви се закануваат да ве откажат како матични. Да, значи тука не е добро, заради тоа што некој да го лекувате 30 години, а да сака да се откаже за нешто заради тоа што некој не го организирал или не
обезбедил доволно термини, не е добро. И заради тоа матичните видоа многу нервози околу организирање на претходните вакцини, значи страшно беше заради тоа што имаше голема поварувачка, а малку термини. Уште ова сакам да ве прашам, дали доколку денови не ве контактира Министерството, вие како сдружение ќе се обратите до нив, бидејќи ќе товарот ќе падне на вас, гужвите ќе почнат кај вас во вашите ординации да се случуваат. Повторно ќе кажам, добро е кога се воведува нешто или се прави нешто да го правиме заедно, да има информација, да има транспарентност, да се почитуваме, да разговараме заеднички за заедничките проблеми. Иначе само нафрлање на обврски без некој да не праша дали можеме уште повеќе од ова да примеме не е добро. Не ми одговоривте дали вие би се јавиле во Министерството да ги прашате да Можам да пуштам допис нели до Министерство за здравство, но повторно ќе кажам, сметам дека најдобро би било да ја префрлат обврската во вакциналните пунктови. Тоа е ставот на матичните доктори. Значи мој е да го изразам нивниот став, да овие луѓе исто така се возрастни, се хронични, бројката знаете дека на матичните доктори кои што се над нели 57-58 години е огромна и сметам дека треба да го чуваме тој кадар. Повеќе од ова не може. Ви благодарам на гостувањето во студио 10 ова утро. Мишко, еве на крајот само еден сублимат, матичните лекари и покрај тоа што денеска треба да почне најавеното закажување на веб страницата вакцинирање.мк за вакцинирање, не се информирани како тоа ќе оди преку нив и бараат ова обврска наместо ке матичните лекари да се префрли во вакциналните пунктови и лекарите од вакциналните пунктови да можат да закажуваат преку мој термини за вакцинирање. Тевчев, ако гостинката е се уште со тебе, имаш еден податок кој што се појави, дека во прв ред најпрво ќе се вакцинираат здравствените работници и требаше да пополнуваат анкетен лист. Чинам дека излезе еден податок дека само 20% од здравствените работници одговориле дека ќе се вакцинираат. Дали е веродостојна точна таа информација, тоа ме интересираше чисто како потврда, дали и постои таква анкета и за крај околу состојбата со ковид, дали имаме некакво намалување, нели се појавува британски сој, ваков сој, дали имаме намалување на број на пациенти? Тие две прашања и завршуваме. Не важи она, благодарам од претходно. Уште две прашања од студиото. Докторке, се појави една информација дека меѓу здравствените работници имало анкета и само 20% од здравствените работници прифатиле дека би се вакцинирале. Дали е точна оваа анкета? Дали вие сте биле анкетирани? Да, пушти Министерството за здравство линк до нас за една анкета. Нормално кажавме, имавме нели со вас изјава, се сеќавате пред неколку дена. Бројката кој што секој требаше да си ја пополни анкетата лично и да каже дали сака да биде ставен на список за вакцинација или не. Ќе наведам еден момент да голем е бројот на матични доктори кои што го прележаа нели вирусот. Не беше мала бројката, значи имавме и починати од матичните доктори, така да кај некој со компликации, некој полесно, некој потешко, така да секој во зависност од својот имунитет и од својата здравствена состојба, нели сметам дека како и другите вакцини треба да е на доброволна основа. И сосема за крај, каква е состојбата со коронавирусот? Имаме некакво намалување, меѓутоа не се случува сега британски сој на вирусот. Ние немаме гужви по нашите чекални, можам да кажам да од порано, ако сум имала 30 на листа пациенти кои што треба да бидат на домашно лекување, да ги анкетирам секој ден, сега имам само 2. Значи, значително е намалена бројката на пациенти кои што се корона позитивни и кои што имаат вака некои потешки состојби, сепак за во домашни услови. Така да би требало овие, ако залади времето и да падне некој снег, нели да се прочисти воздухот, сметам дека секоја година во февруари, после Свети Валентин или Свети Трипун, пик постои еден на такви, да речеме, вирусни заболувања, високи температури, заради тоа што сите сме свесни дека осцилираат температурите и тука луѓето, нели, топло, ладно се расоблекуваат, сето тоа е подложно на вирусни појави кај пациентите. Така да сметам дека сега имаме една мирна состојба, бројката не е голема, немаме гужви во чекалните во однос на тоа како што знаат кога имало навистина големи бројки на пациенти со грип. Мишко, јас се надам дека сега и дефинитивно можам да и се заблагодарам на докторката, ако немаш и ти друго прашање. Да, ќе се заблагодарам и јас, благодарам за Лилија Челакова Дервишова, благодарам и на тебе, Владимир Тевчев, за разговорот. Слушнавме се за и околу вакцинацијата, како би одело тоа, слушнавте и за евентуални проблеми на релација матични лекари Министерство за здравство.